Старата градска депонија во Штип, која се наоѓа на потегот меѓу населбите Новосело, Пребек и Железничка, повторно гниее во ѓубре. Оваа локација викана кај крстот им е позната на штипјани како место на кое може да се фрла градежен материјал и шут. Но она што денеска го видовме таму беше сосема поинакво. Се наоѓаме на старата градска депонија која што се наоѓа позади населбата Пребек. Како што можете да забележите, глетката позади мене е страшна. Секаков вид на отпад, градежен материјал и шут е денешнава слика на овој простор кој што е оставен на милоста на времето и совесноста на граѓаните. Немилата слика која што е секојдневие за луѓето кои што живеат во овој дел на Штип ги вознемирува се повеќе. Се бој срамота, не треба да се кипа. Срамота е. Па треба да бидеме сами свесни луѓе, да треба да се кипа, па треба да го палат там доле. Доваѓат палат го, ама тамо доле. А ово овдека вишли. Ово овдека ја до се куќите, до срамота е. Истрували овците. Одговор за глетката која ужаси побаравме и од надлежните. Чистењето на депонијата за интерен отпад и отстранувањето на недозволено фрленото ѓубре овде е проблем кој ги засега и граѓаните на општина Штип. Депонијата за инертен отпад, по место викано Крстот, е депонија каде што се одлагаат, односно се фрлаат земја и градежен шут. Таа депонија општината ја одржува, зашто секоја година распишува јавна набавка на која се одбира економски оператор кој истата ја чисти. Ние како општина правиме увид на таа депонија и во моментот кога по проценка на нашите стручни лица депонијата е преполна, тогаш даваме писмен налог до операторот да дојде и да ја исчисти депонијата. Оваа година економски оператор со кој имаме склучено договор е Колетранс инженеринг од Штип. По моја информација, последен пат депонијата беше чистена пред 2 месеци. Јас кажав дека се прави увид и кога се процени дека премногу е полна депонијата, тогаш даваме налог на економскиот оператор да дојде да ја чисте. Бидејќи вие викате дека е преполна депонијата, ние како општина ќе ги пратиме надлежните лица, ќе побараме веднаш утре да направат увид, доколку е навистина таква ситуацијата како што вие кажувате, а ви верувам дека е таква ситуацијата, ќе дадеме налог истата да се изчисти. Таа депонија Крстот е определена за фрлање на земја и градежен материјал, односно градежен шут. Значи, секоја друг отпад, како кабасти материјали, како комунален отпад, тоа се друго се на другата депонија се изфрла, на оваа депонија не. Ова депонија затоа и служи, односно порано била стара депонија и за да може да се истата култивира, да може да се покрие старото ѓубриште, е донесена одлука да се фрла тука земја и градежен шут. Сега се случува да се фрла земјата и повеќе градежниот шут малку подалеку од депонијата, меѓутоа ние па немаме таму чувар што ќе гледа секој ден, а и мислам луѓето тие материјали ги фрлат малку подоцна од колку што треба, токму кога нема контроли. Ако ние како граѓани не сме свесни дека сами треба да ја чистиме, односно да ја одржуваме нашата природна средина, животна средина чиста и да не ја загадуваме, колку сакате имате вие договори со економски оператори и давајте пари за сето тоа, пак ќе изгледа нечисто. Значи сепак апелирам граѓаните што го одлагаат земјата и градежниот шут да го одлагаат токму на таа депонија, односно не по патот за депонијата, него на депонијата. Така и нас како општина ќе ни биде полесно истата да ја исчистиме и да не дава грда слика како што викате дека е преполна. Зачувувањето на здрава и чиста животна средина е цел на секој поединец. Со тоа добиваме поквалитетен начин на живот и можност за спречување од ширење на секакви несакани болести.